Струјата ќе поевтини од 5 до 10%, тврди ВМРО ДПМН. Со нови законски решенија се отвора можност за намалување на цената на електричната енергија за домакинствата. Во соопштенијата од партијата се наведува и дека со преземените мерки за субвенционирање на електричната енергија директно се заштитува стандардот на граѓаните и се спречуваат ценовни шокови за домакинствата. Една од препораките на Институтот за јавно здравје за заштита од западно-нилската треска, која ја пренесуваат комарците е: применувајте заштитни средства во облик на лосјон, стик, аеросол спреј или крем за кожата и за облеката, кои ги одбиваат комарците. Слободен печат направи обиколка низ продавниците во градот за да ги види цените на овие производи. Најефтиниот што го пронајдовме чини 305 денари. Повеќе за ова во текстот на нашата Весна Дамчевска насловен: се препорачуваат производи за мачкање против комарци, цените изгор. Иди па купи ги. Има заболени граѓани, но нема утврдени жаришта со комарци во аеродром, тврди градоначалникот Дејан Митевски. На 12 август беше прогласена епидемија на западно-нилска треска во општините Аеродром, Кисела вода, Газибаба, Бутел и Илинден. Чешка е подготвена да помогне во спорот меѓу Скопје и Софија, преку изнаоѓање решение прифатливо и за двете страни. Членството на Македонија во Европската Унија е приоритет за Чешка. Ние сме пријателска земја, порача денеска заменик председателот на владата и министер за надворешни работи на Чешката република Петер Мацинка по средбата со македонскиот колега Тимчо Буцунски. Што се крие зад завесата на новата бугарска стратегија? Новата бугарска програма до 2030 година ја поставува Македонија високо меѓу надворешно-политичките приоритети, но без одстапување од условите утврдени во 2022 година. Додека Скопје бара гаранции дека нема да следуваат нови блокади, познавачите на состојбите оценуваат дека Радев нема да ја менува бугарската политика, туку уште поцврсто ќе ја спроведува. Темата е на Мартин Богатиновски. Не постои опасност за прилепското село Чаниште и за трите манастири. Тие се безбедни и огнот се контролира, информираше денеска директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Тој рече дека пожарот се движи во насока на Мариовското село Крушевица. Над 72% од отпадните води во Македонија не се прочистуваат, иако повеќе од 90% од испитаните примероци покажале дека водата за пиење во Македонија е исправна. Дел од домакинствата и натаму користат вода која не е ниту биолошки, ниту хемиски проверена, а најголем проблем останува третманот на отпадните води, пишува портал Бо. Се гради новиот паркинг на Собранието, а за проектот ќе се потрошат 1,6 милиони евра. Собранискиот спикер Африм Гаши информираше дека во тек е изградба на паркинг за возилата на пратениците и останатите службеници, а паркиралиштето ќе биде сместено во просторот зад Собранието, веднаш до домот на АРМ. Скопје. Многу сопки за странците во градот. Туристичките мапи со години нечитливи. Деновиве забележавме двајца туристи што се обидуваат да одгаднат што се крие зад чкртаниците на стаклото на City Light билбордите со туристички тродимензионални мапи. Овие мапи беа поставени пред 15 години на 17 локации во централното градско подрачје, во старата Скопска чаршија и кај Милениумскиот крст на Водно. Од град Скопје велат дека се запознаени со состојбата и велат дека нивното обновување ќе биде дел од следните активности во рамки на проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028. Темата е на Анита Стојковска. Од септември ЈСП ја враќа линијата 37. Ќе вози од Радишани до Карпаш 3. Од септември се воведува настава во една смена во две училишта во општина Аеродром.
А банкар во Гевгелија украл речиси 150.000 евра од сметки на клиенти. Доби кривична пријава. Татко и синот Гостивар 7 години живееле под закани од страна на двајца турски државјани, кои со уцени им откупиле злато и имот по многу ниска цена. Фудбалската федерација на Македонија и официјално ја повлече поддршката за Џани Инфантино во трката за нов мандат како претседател на ФИФА. Од федерацијата објаснуваат дека одлуката е поврзана со начинот на управување со ФИФА, особено со прашањата за транспарентноста, институционалниот интегритет и односите со националните федерации. Ер трактор падна во морето во Грција. Пилотот е спасен. Експлодираше куќа во Хрватска. Во домот имало цел арсенал забрането оружје. Хорор во Индија. Се запали хотелска зграда. Загинаа 9 луѓе, меѓу нив и дете. Франција го легализираше асистираното самоубиство. Со ова, Франција им се приклучува на неколкуте други земји во светот што го легализирале асистираното умирање. Овој поим ги опфаќа медицински асистираното самоубиство, при кое пациентот самиот го зема смртоносниот лек што му бил препишан, и ефтаназијата, при кој здравствен работник на барање на пациентот му дава смртоносна супстанција. Кина воведе нова поморска линија кон Европа низ Арктикот. Обединетите Арапски Емирати воведоа трговско ембарго кон Иран на неодредено време. Ова доаѓа откако го обвинија Техеран дека лансирал 2 балистички ракети кон земјата. Иранското министерство за надворешни работи ги отфрли обвинувањата како неосновани. Се уште се веселиме на неговите "Ке пијам, ке лумпувам", да беше стрела песната. Свири мајсторе. На денешен ден е роден легендарниот Гоце Арнаудов, легенда на македонската фолк музика. Ви благодарам што останавте до крај со нас. Многу повеќе содржини ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме.